Здруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани и официјално започна со кампањата за енергетска ефикасност со цел подигање на јавната свест кај на младите. Денеска во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани беше одржана презентација пред учениците за енергетска ефикасност и за тоа какви се климатските промени и последиците од нив. Концептот на оваа кампања се развиваше во соработка со повеќе здруженија на граѓани, со представници од општина Кочани и општина Пробиштип и UNDP. Концептот е да се направи младите да се вклучат во целата кампања со своји активности, со свој допринос за подигање на јавната свесност. Започнуваме со презентација за тоа што значи енергетска ефикасност и какви се климатските промени кои што ни се случуваат моментално насекаде во светот, која е влијанието од нив и што можеме да направиме во врска со тоа за да се намали целото тоа. Исто така понатака ќе има организирање на Facebook страна на која што младите ќе можат да учествуваат со своји коментари, да ставаат фотографии од кои што ќе бидат изберени неколку најдобри и ќе бидат наградени. Ќе има фудбалски надпревар, театарска представа на истата тема и литературни творби. Сето тоа заеднички ќе биде презентирано на еден настан, кој што ќе биде некаде на почетокот на март, за кој што ќе бидат информирани сите граѓани во Кочани и ќе можат да дојдат да го посетат и да ќе можат сијалиците кои што ги имаат повеќето од нив во своите домови кои што ги користат, обичните сијалици, ќе можат да си ги заменат тие старите со штедливи сијалици кои што ќе бидат обезбедени од оваа кампања. На оваа презентација присуствуваше Боран Ивановски, специјалист за меѓуопштинска соработка, кој ни изјави: Канцеларијата на UNDP, програмата за развој на Обединетите нации во Република Македонија, спроведува подолго време активности кои што се поврзани со меѓуопштинската соработка, каде што општините ја користат како алатка за поефикасно спроведување на локалните надлежности. Во таа насока Македонија е препознаена во регионот како лидер во меѓуопштинската соработка и токму затоа е вклучена во регионален проект кој што е насловен "Размислувај глобално, делувај, односно развивај локално". И при тоа Македонија ги, условно кажано, ги извезува своите искуства во Молдавија и Косово. Тоа се практично трите земји кои што се дел од оваа регионална програма. Таа регионална програма се спроведува од Центарот на UNDP во Братислава и НАЛАС, која што е мрежа на асоциации на општини во Југоисточна Европа. И тука имаме три компоненти кои што се опфатени во таа програма. Една од компонентите која што директно е поврзана со настанот што се случува или што започнува сега во Кочани и Пробиштип е вклучување на заедниците во делот на животната средина. И тука со локалните невладини организации се обидуваме да направиме социјални маркетинг кампањи наменети за млади, насочени во делот на енергетската ефикасност. Вакви кампањи, оваа кампања се спроведува во партнерство помеѓу општината Кочани и општина Пробиштип, преку меѓуопштинска соработка. Иста ваква кампања се спроведува уште во две партнерства. Едното е во Гевгелија Богданци Валандово и третото партнерство е практично во Кичево и Осломи. Целта на овие кампањи, социјални кампањи, е да се обидеме да повлијаеме на начинот на размислување и однесување кај младите во однос на енергетската ефикасност. Целта на овие кампањи е да се влијае на начинот на однесување кај младите во однос на енергетската ефикасност.